уште една вест. Македонија изгуби голем македонец и патриот. Почина Игор Јук, еден од осудените за настаните од 27 април во 2017 година во собранието. 8 години Игор Јук ги помина во затвор, но изминатиот период бил на прекин од издржување на затворската казна поради нарушено здравје. Јук починал дома, со семејството го прославиле роденденот на ќерката, му се сложила брзата помош, констатирала срцев удар. Била повикана брза помош, брзата помош доаѓа, но констатира дека е починат Игор Јук. За жал, Македонија изгуби голем син, голем патриот, човек кој што буквално недолжен 7 и повеќе години лежеше по македонските затвори. Игор Јук беше осуден на 12 години затвор. Неговата смрт остави траен белег во јавноста, посебно поради улогата во настаните од 27 април и неговите тврдења за неправедно судење. Игор е првата жртва на овој трул систем, кој не намести да лежиме на правдина во затвори со тешки маки и тортури, кои ги преживуваме секој ден последниве 8 години, напиша Јане Ченто по прераната смрт на Јук, со кого заедно лежеа во затвор осудени како терористи. Многу пати сум зборувал со него дека не може да не разберат надворни што се поминувавме и каков пекол ни ги направија животите. Ние бевме цврсти пред надворешниот свет, но душата ни знае како се чувствувавме внатрешно. Игор е жртва на системот и тоа не смее да остане неказнето. Тоа му го должиме и него и на неговото семејство. Оние што го направија ова, имаат име и презиме и мора да одговараат. Почивај во мир, Игор. Не дочека синот да го видиш, не дочека слобода. Не изедоа по затвори. Чесен и исклучителен патриот, едноставен, директен и правдолюбив. Таков те запознав во мојот живот и таков ќе останеш за секогаш. Изминатиот период Игор Јук бараше повторување на судската постапка, тврдејќи дека пресудите се неправедни и дека никој од осудените не е терорист, ниту пак дека сторил терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста на државата. Од Основниот кривичен суд Скопје денеска соопштија дека не е доставено какво било барање од осудениот или неговиот бранител за повторување на постапката. Почитувани слушатели, ова е што сакав да го искоментирам околу смртта на Игор Јук, еден од македонските уставобранители од 27 април, оние кои влегоа тогаш во собранието на Република Македонија. Често пати вие ме слушате овде, веројатно и во Република Македонија слушаат, но оние кои се надлежни, во кое и оревот и каменот и чеканот е во нивните раце, не сакаат да слушнат. Почина Игор Јук на 8 февруари и тоа дома на денот на роденденот на својата ќерка, а пак синот се уште не е роден. Игор Јук оставе честитка, напиша на Фејсбукот, меѓутоа пред да ја прочитам таја, сакам да кажам уште еднаш, да упатам апел до Христијан Мицковски и до председателката на Република Македонија Гордана Силјановска Давкова. Што чекате, господа? Кога Америка, Соединетите Американски држави, кога еден Доналд Трамп, прв човек во светот, ги помилува 1500 исти, слични и многу полоши, оние од 26 или 6 беше јануари, не се сеќавам, на датумот кој влегоа во парламентот на Америка, каде што имаше и 7-8 жртви. Доналд Трамп уште првиот ден, без да ги праша нив, ги амнестира и ги ослободе. Тоа треба да го направи и председателката на Република Македонија, без да ги праша уставобранителите, да ги амнестира и да ги ослободи уште денес, кога ќе се разбуди, кога ќе отиде во нејзината работна канцеларија, да ја напише амнестијата со образложение дека овие амнестирани лица не се виновни и дека треба да бидат на слобода. Но исто така и спрема правото, оно колку што знам јас, не знам многу, и со самата амнестија им се бришат сите нивни дела или злодела кои ги направиле наводно спрема тогашниот корумпиран и сегашниот корумпиран суд, јавен обвинител и судии и
и така натаму. Се е кај нас корумпирано, од политичар па до стражар, до портир. Луѓето се 8 години во затвор, ослободете ги, бидејќи еден по еден ќе заминат, ќе ги исчезнат како бранителите од 2001 година. Не ги залажувајте, не ги лажете и не ја мамете македонската јавност. Сакам да ви кажам дека ја мамите намерно, бидејќи не сакате да имате работа со уставобранителите, бидејќи се осудени како терористи и вие се оддалечувате од нив и пуштате пропаганди кај народот, да не знае народот кој пат да го фати, а и од нив имате фатено еден или двајца, за кои ќе излезат имињата не многу далеку, нема да одат неколку месеци. Ќе се покажи кои се тие што сакаат повторно судење. Повторно судење за 2-3 години нема да има, а до тогаш тие ќе заминат од затворите и да не кажам разболени, искапани, изменемоштени, а некои и богами ќе го стигнат и патот на Игор Јук. Одете си, почитувани уставобранители. Уште утре барајте и вие амнестија, одете си при вашите деца, одете си при вашите сопруги, одете си при вашите мајки и не скапувајте во македонските црни зандани. Заради нивните политички цели, заради нивните политички кариери. Нека ве амнестираат. Исто така барам и од оние кои се го делат моето мислење, бараме амнестијата да се изврши уште одма, а исто така повикувам да се направат и демонстрации со барање за амнестија на уставобранителите. И еве што им фали на Али Ахмети, дека е амнестиран за убиства, за режење на македонците работниците, на мавровските работници, ако се сеќавате, со ножеви им пишуваја УЧК, па се уште не се дојдени од селото непроштено, македонците не се вратени во селото, во Рачиново не се вратени, раселени се внатре, не вие гајле воопшто, земате плата. Што му фали на Талјат Џафери? Од пратеник во 2002 година стана заменик министер за одбрана, стана министер за одбрана, стана премиер на Република Македонија, беше председател на собранието на Република Македонија и ништо не му фали на човекот, а вас ве лажат јадни и бедни уставобранители, ве лажат вас дека ќе одите жигосани, ќе излезите како терористи. Па луѓе мои Божји, еве сега Игор Јук почина и како терорист ќе лежи и во земјата. Кој него ќе го амнестира и кој него ќе му даде правдата на Игор Јук? И кој на вас ќе ви даде правда? Излегувајте час поскоро. Македонци, вие кои слушате оваа радиопрограма и вие кои ме следите на социјалните мрежи, апелирајте да се амнестираат, да се пуштат луѓето на слобода, да си ги видат децата, да направат крштевки, да направат свадби. Оти еве го Игор Јук не дочека да си го види синчето да му се роди. Еве што напиша Игор Јук за роден денот на неговата ќерка пред да почини 6-7 сати. Среќен 7 роден ден Катерина. Уште од роđење, Игор Јук имаше потекло половина хрватско. Уште од роđење, животот ти помина со татко во затвор. Тоа најверојатно го чека и твојот помал брат, кој наскоро треба да се роди. Запомни, тоа ви го направија чичковците кои ја водат оваа држава, и предходните и актуелните. Се мисли на политичарите. Ќе се чудиш зошто тоа јавно го кажува само татко ти, а другите кои лежат со него избегаваат да го спомнат, а еден од нив, поширок во газовите, него во рамењата, болно амбициозен да стане министер или председател, дури ги величја оние сите 9 месеци кои не дупат во затвор. А нас другите не шпионира пред нив и дава мислење за нашата човечка вредност. Нека не те чуди, такви креатури газат
и на семејните презимиња ги менуваат и на нивно место ставаат прекари. Се во служба на личниот интерес и кариерата. Еден ден ти и брат ти ќе разберете што тато сака да ви каже. Денес биди најсреќна, денес е твојот роден ден. Ова го напиша Игор, покојниот Игор Јук, на својот Facebook за својата ќерка на роденденот и после 7-8 сати од срцев удар починал. Крв, земја и клетва. Македонија гнила утробо, што ги раѓаш своите синови, за да ги изедеш жедна за нивната крв. Ти не си татковина, ти си звер, што ги глода коските на оние што те љубат најмногу. Те викаат мајка, а ти не си ништо освен курвинско дувло на предавници, робинка на джелати, поданичка на секој што ќе ти се фрли сребреници во калта. Игор Јук, изеден од сопствената земја. Не од непријател, туку од овие црвје, оние лигуши, оние што се хранат со лаги, а што ја цицаат крвта на народот како паразити додека градат палати од скршени срца. Во кој век умревме, Игор? Во век кога неправдата седи на трон, на власт, а вистината гние во казамати, во светот што се гуши во сопствената пизма, во Македонија, додека оние што се исправени се распнуваат како разбойници, како терористи, во светот кој сам се гуши во сопствената црна плунка, додека праведните завршуваат зад решетки, а джелатите држат суд. Во век кога неправдата седи на трон, а вистината гние во казамати. Ти благодарам за секој совет, за секоја искра твојата мудрост што ја расфрлаше меѓу нас како зрно за гладни гаврани, црни гаврани. Ти благодарам за советите за кучињата, единствените суштества кои никогаш нема да те предадат. Само ти знаеше дека човекот без кичма е полош од најцрниот звер. А земјата е полна со такви, земјата со име Македонија. Ти никогаш не ја свитка својата кичма. Системот те убе, Игор. Не само тебе, системот не убива сите нас, полека, тивко, како отров во вените, еден по еден оние што не лазат, оние што не молчат, оние што се храбри, сите завршуваат во земја. А джелатите слават. Да, тие пијат крв од златни чаши, ги полнат своите стомаци од предавство, тие одат во црква и палат свеќи за душите што ги испратиле во гроб. Гнидите се китат со венци, Македонија ги јаде своите деца, своите јунаци. Питу го предадоа, Гоце го предадоа. Даме, Јане, сите паднаа од раката на својот народ. И ти, Игор, падна од раката на својот народ. И тебе те закопаа со валкани раце, додека некои гниди од озгора леа солзи од крокодили. Но залудно е. Земјата памети, крвта вика од гробовите. И оваа проклета земја ќе го плати својот долг. Нема да молчиме. Ќе дојде денот кога ќе се крене твојот глас и ќе се крене бесот. Ќе пукаат зидовите од страв, ќе се кршат коските на вашите лаги. Ќе дојде денот копилиња едни. Ќе ги снема вашите палати, ќе ги снема вашите први момци. Ќе ве проголта сопственото предавство. Сакате да замолчите, да не скршите, да не збришите, но не можете. Ќе се појавуваат нови војници, нови сенки во темнината, нови гласови што ќе се ви параат тишината. Бог кажа, одмаздата е негова, а вие што одите по бајачи и врачари, знаете што значи клетва. Не, нема да се молам за вашите души, ги пуштам како огнен јазик да го лиже сопствениот грев. Крвта зборува, земјата памети. Пророкот Исаија напиша, праведните умираат пред време и никој не разбира зошто. Не разбираат дека ги зема за да ги спаси од злото кое доаѓа. Бог ги зема своите луѓе од калта на овој свет пред да
ти ги прогласат истите. Македонија не заслужува човек како тебе, но ќе го носи твоето име како проколнат жар. През името Југ ќе живее вечно. Ти си сега со својот Мартин, таму каде што воините не умираат, туку чекаат нови битки. Умира едно време, се раѓа друго. Како питу гули во република во пламен, и ти би кажал, и мртов јас сум на вашата страна. А ние, оние што гориме со истиот оган, знаеме смртта, ни е поблиска од жилата на вратот. Таа не е крај, туку пат до бесконечноста. Не се плашиме. Денес Македонија те прегрна, а јас чувствувам како да почина таткото по втор пат. Оти не беше само човек, беше жив факел во мракот. Беше од оние последните од старата школа, од вистинските, човек кој не ги оставаше пријателите, кој извлече кучиња од затворот каде што беше фрлен неправедно. Били и мали се ослободе, а ти остана затвор само во душите на оние што знаат што значеше. И таму ќе останеш до самиот крај, ако постои крај. Сочувство до неговата сакана сопруга и целото семејство. Неговите принцези, бидете силни, вие имате крв на воин. Македонската земја што носи крв, челик и звекот на синџири. Те прими како што примила многумина пред тебе, но тебе те прими со гордост, оти ти остана исправен додека останатите лазат како лигуши, како полжави и црвје. Нека ти е лесна земја. Питу гулите и кажеше на Евгенија, на Македонија ги оставам децата. Се уште има наследници на мачениците кои се жртвуваат за ова земја пред 100 години. Ништо ние што сме крв од нивната крв, вие што го убивте Игор, не убивте закон, убивте само тело, не можете да убиете семе, нема да ја убиете идејата, а семето никнува. Тиранинот кога умира, со него умираат правилата, но кога маченикот паѓа, тогаш почнува неговите правила. Данте ве стави во последниот круг на пеколот до самиот ѓавол и Јуда Искариот. И таму ќе ве чекаат вас, предавниците. Били и мали се слободни. Игор Југ ги ослободи. А ти, Македонијо, ти остана роб на своите господари. А ти, Македонијо, ти остана повторно роб. Умре со Игор Југ и нека ти е проклет гробот тежок. Ова го напиша Василка Аврамовска.